Алармот за помош на семејството Мемедови од Делчево ги активира и беровчани кои несебично се вклучија во донирање на помош со цел да притонесат за ублажување на состојбата на оваа фамилија. Самоиницијативно порталот Малешнет со неколку хубани луѓе деновиве организираа донаторска акција во Берово, на која се јавија голем број малешевци да помогнат за решавање на проблемот со едномесечното бебе кое страда од заболување на бубрезите. Беровчани активно се вклучија во донација за да помогнат барем малку на ова семејство кое, како што гледаме, сите живее во катастрофални услови. Една голема благодарност до беровчани сите кои што дадоа придонес во оваа хуманитарна донација. Тешко, навистина, жална слика. Се надеваме дека во најскоро време сите институции ќе излегнат и ќе помогнат. Апелирам до сите да се вклучат во акцијата, кој колку што може да помогне, и апелирам до општинските власти да биде, например, приоритетно ова тука преуредување на овој дом тука за овие луѓе, бидејќи како што знаеме и како што слушнавме, веќе никој до сега од градоначелниците кои што се сменија во Делчево не превземал овие 30 години ни една мерка, барем малку овие луѓе да живеат како што треба. Тоа е тоа сега. За сега им благодарам уште еднаш на сите кои што донираа. Поискористивме ресурсот тоа што имаме пријатели кои што имаат веб портал Малешнет. Искористивме сите позитивни работи кај беровчани и не е само за беровчани, значи да не се фалиме тука, тоа не е за фалба. Значи треба сите да излезат на терен, служби кои што ги гонат тие работи, а сепак гледаме дека не ги извршуваат како што треба. Значи тоа е голем проблем. Тоа не е никакво решение што сме донели гардерова тука, храна на луѓето, значи тоа е само моментално. Апелирам до сите служби, значи кога може за личен интерес да се превземат некои забрзани постапки, така да може и за ова детенце мало да се средат документите. Значи мислам дека и нема потреба да идат за Скопје. Се може да се реши тука, битно е детето да се, не знам, малци сум го знемирен, ама тоа е лоши слики, лоши систем. Ги искористивме сите ресурси, ево имам шлеп служба, некако помогнавме пријател од СНС во веб порталот, упати апел на кој што се собраа сите беровчани. Имаше и други, ама знаеме дека е тесно, нема каде да се остави, имаше многу работи. Ама тоа е, во 2 на 2 не се живее. Мајката на детето изрази благодарност до сите хумани луѓе кои донираа, надевајќи се на скоро решавање на нивниот проблем. Голема благодарност до Малешнет, организацијата од Берово, и до сите граѓани кои донираа за нас и за нашето семејство и за нашите деца. Тоа беше голема важност за нас. Вие сте донирали колку може од рака, но тоа беше многу голем подарок за нас и ви благодариме и се надеваме дека и вие во вашите срца и во вашите домови ќе имате многу среќа, многу успеси и дека вашите деца секогаш ќе бидат здрави и живи. Сакам да кажам дека сепак кој колку може, кој колку сака, секогаш куќата ни е отворена за донација. Бидејќи со една социјалка не може да се живее. Мораме да ги мислиме нашите деца и понатаму. Мојот сопруг не е добар и тој сега ќе му вадиме упути тој да се лечи. Што да кажем, значи животот е тежок за таквите како нас. Во посета на семејството денес беа и представници од Црвениот крст од Делчево, како и невладината организација КАМ, кои уште еднаш покажаа интерес за ургентноста за помош и брзо решавање на тешката ситуација на ова 4-члено семејство, кое е сместено во привременото прифатилиште во Делчево. Општинската организација на Црвен крст Делчево во изминатиот период многу пати веќе им помагаше на семејството Мемедови, кое во моментот е многу актуелно за ситуацијата на нивното бебе. Досега од нашата организација им беа доделени голема количина на бебешки алишта, исто така и за другото детенце кое е на возраст од 2,5 годинки. Исто така беа доделени алишта и за мајката и таткото. Иако тие живеат во многу лоши услови, од наша страна им беше обезбедено хуманитарна помош. Во соработка со хуманитарната организација од Срце за срце ќе обезбедиме хуманитарен пакет од храна, облека и се што е потребно за бебенцето и за големото детенце, за семејството Мемедови. Исто така и во иднина планираме да им стоиме на располагање за било што и за малото и за големото, за сите потребни документи кои што им се потребни за аплицирање на социјалниот стан да им помогнеме.
И не само на семејството Мемедови, значи ние како општинска организација Црвен крст Делчево сме тука за да им помагаме на луѓето кога им е потребно. Кој што веќе слушнахте од представниците на Црвен крст, проблемот е веќе препознаен, предизвикот е јасен, потребно е да се обезбеди документација за аплицирање за изводи за самото бебенце. Ние веќе ги правно описменивме семејството Мемедови, тие денес ќе земат потврди од Центарот за социјални работи дека се корисници на гарантиран минимален приход. Истиот ден ќе поднесат во матична книга Делчево за да имаат изводи за себе не постари од 6 месеци. Веќе сме во постапка за организирање за превоз за Скопје, затоа што детето е родено во Скопје. И веќе понеделник, вторник ќе одиме и ќе го упишеме детенцето во матична книга во Скопје, пошто ќе се добие и извод на родените за детето. Со тоа всушност ќе се создадат услови да детето го добие надоместокот или односно семејството ќе добие надоместок за второ дете од 20.000 денари од Центарот за социјални работи и потоа следува постапка за прибирање на документи за аплицирање за стан за стамбено необезбедени луѓе. Уште еднаш апелираме, мора да се преземат конкретни чекори од Центарот за социјални работи, да се пружи психосоцијална поддршка на семејството, самите родители, односно родителот Роберт да се лекува во периодот и сите заедно да можеме да го истераме процесот да се аплицира за стан, па се надеваме дека ќе добиеме и позитивен одговор. Ова е еден тежок процес, инклузивен процес и ако сакаме семејството да излезе на крајот од тунелот, сите мора да дадеме конкретен придонес. Доволно е обезбедена помош преку Црвениот крст, еве сега да ги заправиме правните чекори и да исприваме сите заедно на површина. Инаку голем број хумани луѓе и организации се вклучија во донирање за помош на оваа семејство, а случајот ги размрда и институциите, кои се надеваме дека ќе излезат во пресред и ќе го решат горливиот проблем на Мемедови.